знаеме дека местото на книгата, односно домот на книгата, царството на книгата е во библиотеката. Ми беше посебно драго што младите покажаа иницијатива на една необична тема по повод месецот на науката да се одбележи во библиотеката Феткин. Ќе се зборува за тема и ќе се дебатира која што ги засега сите без разлика на возраста, без разлика на партиска определеност. Ова е една интересна тема и јас во едно општество кое што е поларизирано и многу поделено, во ова гледам една подадена рака и се надевам дека надпреварот на младите ќе биде на полето на науката, дека тука ќе ги извојуваат нивните најголеми победи. Ова е една иницијатива која што младите ја едно неколку месеци претходно се дискутираше. Сега ми е драго што се иницира и што се реализира ова дебата, ова дискусија. Ќе биде интерактивна дебата, дискусија за сајбер безбедност, тема која што е многу актуелна денес. Јас повеќе од 3 години работам во таа област, во приватниот сектор, имаме фирма во тој дел, па сакам да пренесам мои знаења и искуства како да се заштитат на интернет. Се повеќе има кражба на идентитети, кражба на кредитни картички, на лични податоци на интернет, значи имаме фишинг, тоа е кога при тагирање на фотографија се земаат лични податци. Тие едни од начините како се крадат лични податци. Подоцна ќе зборуваме и за лажните вести кои се поактуелни. Нели Македонија беше една од главните земји каде што продуцираше такви лажни вести во кампањата на Трамп, така да од тие повеќе теми ќе се осврнеме. Се надам че има интересна дебата и дискусија. Таа тенденција на лажни вести не е само во САД, туку е секаде во сите кампањи, сега и во Бразил кампањата на Болсонеро и во Македонија. Во Македонија исто така имаше продуцирање на такви лажни вести, посебно преку ботови, лажни профили на Facebook, на социјалните мрежи, на Twitter и слично. Целта ни е да се запознаат младите. Нема целосна заштита од лажните вести, но има начин како младите да се едуцираат, критички да размислуваат, со резерва да ги примаат вестите и да истражуваат повеќе, да не земаат се здраво за готово. Бидејќи се што е на интернет не значи дека тоа е апсолутна вистина. Треба малку да истражуваат, малку нивниот истражувачки дух да се потикне. Се надам оваа дебата ќе биде во придонес кон таа насока. Кај нас има и една тенденција копирање, значи ако еден медиум објави, другите копираат. Да се истражи малку, ако не да се истражи на енциклопедии, на други. Сега некогаш кога нема време, но сепак да се земат со резерва вестите, да се размислува логички и критички. Ние младите по повод месец ноември, месец на науката, денес организираме еден едукативен настан, односно едукативна дебата на тема сајбер безбедност и лажни вести. Целата на оваа дебата е да се известат младите за опасностите кои демнеат на интернетот, но исто така да добијат една презентација, да се отвори едно сознание, да се отвори една дебата на тема за што нуди новата технологија и кои се предиспозициите на социјалните мрежи. Ние како млади во иднина планираме да организираме вакви дебати и едукативни настани на теми кои ги засегаат младите и кои се исто така актуелни за младите. Конкретно овие настани ги организираме за општо за граѓаните на град Кавадарци, но гледаме да бидат опфатени темите кои ги засегаат младите.